Како сте, дечки? Таму има некој што е супер, тоа ми се допаѓа. Овде има некој што е екстра. Добро е, за разлика од водителот, барем на некому му се доаѓа на снимање. Дечки, се ближат, ова се веќе, мислам дека редовни предвремени парламентарни, така му доаѓа. Не се предвремени, него се редовни предвремени. Да, значи, имаме нови предвремени парламентарни и многу од помалите партии мислат дека сега му е мајката, дека сите се незадоволни од ВМРО и СДС, дека треба овие да капитализираат малечкиве. И не знам дали знаете, но познативе личности во Македонија почнаа партии да прават. Да, не ја чувте? Например, Андреј Панчо, да видиме, Андреј Панчо направија партија, се вика Демократски национален конгрес. Не знаете? Да, своја партија има и Александар Маленко. Се вика Жестоко Европска национална алијанса. Партијата на Маленко. Жена, така не речем. Ова се вистински партии. И одлични се слоганите, ако смеам да приметам. Например, слоганот на Маленко е "Време е за развод" од ВМРО и СДС. Своја партија има и Латас. Партијата на Латас се вика Вистинска радикална алијанса за творење, отвореност, верба, родолюбие, скромност, креативност и алтруизам, или мислам акронимот е Вратоврска. Латас. Инаку Калиопи има партија. Чувте? Калиопи има партија која што има една единствена цел. Да не знае некој кој е. Види, чекај се, реално да збориме. Партијата на Калиопи е гајле за невработеност, гајле за економија, гајле за, не знам, штрајкови, гајле за земјоделие. Загадување ичпа не е гајле. Калиопи се залага само за една работа. Тоа е влез во НАТО. И партијата на Калиопи, целосното име е Унија на унии и унии на уставни унии за НАТО. Да видиме постерот како е, еве го. Значи, со други зборови, партијата на Калиопи се вика НАТО, htjela sam leteti NATO, Arizonsko zname mi uzeli NATO. Така е тоа. Аплауз за Калиопи. Ти се допадна Аризонско знаме ми узели? Многу. Мислам дека тој дел е Тој е од, да. Од Шекеринска е всушност текстот. Аризонско знаме ми узели. Своја партија направи и браќата Next Time. Ги знаете од групата Next Time. Партијата им се залага за имање на слух и чувство за проблемите на општеството. Името на истата е Коалиција за општествен њух. Конј, фактички се вика. Next Time. Омилениот новинар на Гурухаре, Васко Ефтов, направи партија. Жарко Збревтов? Направи. Има партија. Неговата партија се вика Партија за власт, љубов, пари, здравје, среќа. Зошто среќа? Зошто пари? Дали е се во парите? Ако се во пари, кој е не пар, кој е ве пар? Ако те кажете ми каде бете во 2003. Така се вика партијата на Васко. Се уште најинтересното нешто кај нас за 2020 е, дечки, не се изборите. Не знам дали се сеќавате на оваа вест, ама 2020 е годината кога во Скопје ќе се одржи светско првенство во фудбал за непризнаени земји. И ова е вистина, не го измислуваме, проверете, изгуглајте, ќе видите. Истото ќе се случува во Скопје и е 4-то издание на светското во фудбал за непризнаени земји. И да видиме кај се одржувало предходно, еве да видиме. Значи пред Македонија, пред Скопје се има одржувано во 3, мислам дека држави. Тоа се држави, ако може да ги наречеме, Сапми, Абхазија, Барава и Македонија. Тука, мислам, убаво е друштво. Пази, да не ме сватите погрешно. Ова се изворедни економски веле сили. Еве, да речеме, ако треба поинаку да го представиме визуелно друштво режија, како би изгледало поинаку од ова? Еве, вака некако би изгледало. Ете сме ние.
Инаку ново првенство ќе настапат непризнаени држави. Значи тоа се фудбалски велемајстори кои доаѓаат од Сомалија ленд, Јужна Осетија, Дарфур, и актуелниот првак е Карпаталија, така се вика, а исто ќе настапи тимот на Владко Лозановски, кој што е сликан овде во недоумица дали да нападне или да го заигра тешкото. Еве го тука. Да, тука е Владко Лозановски. Да, инаку Владко Лозановски сигурно сега се прашувате шо барав на првенство за непризнаени земји, но тој самиот си кажа во еден на еден што рече? Се уште немам идентитет. Младше.